сега веќе време за нашите први денешни гости. И двајца ни доаѓаат од Средното угостителско училиште Лазар Танев, директор и професор, колку што разбрав. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Слободанка, предпоставувам дека ќе слушнеме за уписите во ова средно училиште, така горе долу тоа. Да, за промоцијата на училиштето што се нуди така. Одлично. Повелете. Да, сите оние кои што имаат желба да еден ден да бидат дел од угостителското средно училиште, еве што ќе понудиме. Прво, секако добро утро на нашите гледачи ќе им посакам и добро утро на вас, нашите гости, први гости за низ добро утро секое утро. Небојша, вашето презиме Вуковиќ, така, директор на Средното угостителско училиште, и Никола Шанговски, така беше? Шаговски, добро. Професор во училиштето, професор по стручни предмети. По стручните предмети. Па добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Поздрав до вас, Слободанка, благодарност до Алфа телевизија и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Ке зборуваме, како што и еве напоменавме, за оние отворени денови кои што вие ги имате во Средното угостителско училиште. Меѓутоа, еве зашто конкретно и поточно се работи, да ги запознаеме гледачите, и како што кажав за сите оние кои што имаат талент, за тоа треба да се има талент и дарба, нели? Кога сме кај угостителското училиште, но и оние кои што можеби не знаеле, можда да ги потикнеме и во самото училиште да го сторат тоа. Сега доаѓа време за финалето на уписната политика што школото ја спроведува од 1 септември. Значи одиме во неколку фази. Во почетокот имаме работилници за учениците од 9 одделение. Тоа почнува со промоција на училиштето во септември во основните училишта и се спроведува се до крајот на минатиот месец. Значи до крајот на април месец, и сега доаѓаме до финалната фаза. Финалната фаза значи збир на настани кои што треба да го промовираат во целост училиштето во јавноста. Значи сега оваа седмица имаме сплет на настани кои што се интензивни заради тоа што на секој 2 дена се одржува по нешто. Вчера имавме научен собир со сите универзитети, затоа што со сите 4 универзитети беа присутни, значи кои што заради тоа што училиштето го поврзавме по вертикала. Спомнав пред малку, значи работилници во 9 одделение за учениците од основно образование и линкот со високото образование кој што го работиме во континуитет, затоа што формиравме еден клас кој што слуша паралелно и односно има можност да слуша настави на универзитетите со кои што соработуваме. Во тек на утрешниот ден имаме состанок со сите работодавачи со кои што школата има подпишано договори за соработка, а во сабота имаме надпревар на рестораните и на хотелите од Скопје во училиштето во рамки на... Во поголем број ли се пријавени и како? Па, бројката е некаде околу 40 до 50 до сега. Па, навистина голема бројка. Убава бројка, да. Меѓутоа, ова не значи дека е тоа завршна бројка. Повик до сите ресторани и хотели кои што сакаат на некаков начин да извршат своја собствена презентација и да направат соработка со училиштето, во сабота да бидат присутни. Така. Кога напоменавте соработка со училиштето, каква е таа соработка која вие имате токму со рестораните, да кажам, низ Скопје? Па, учениците одат на практична настава. Во наставните планови и програми имаме задолжителна практична настава во тек на годината и во тек на летото, што се означува како феријална пракса, и таа феријална пракса и таа редовна пракса се одвиваат во рамки на овие угостителски објекти. Секако каде се стекнува пракса, знаење, работа во реалниот сектор. Значи, благодарност и до рестораните, односно собствениците на тие ресторани, на сите луѓе што работат во рестораните, што ги прифаќаат нашите деца и кои што досега им пружаат целосна поддршка. Сепак е ученик кој што треба да научи да работи, а не професионалец. И таму, ако не најдене добар прием, тогаш имаме и лош одзив, меѓутоа до сега не се случило такво нешто. Малку да го секако да поразговараме и со професорот во угостителското средно училиште. Вие колку време сте таму веќе? Јас сум од средно угостителско училиште 3 години. 3 години, да. Доаѓам од угостителскиот сектор со големо искуство и знаење и сакам затоа да го пренесеме на сите оние така. Затоа сум во стручните предмети. Да. Кои се стручни предмети, вака да прашам, во угостителското средно училиште, кои што вие ги предавате на децата? Готварство, послужување, агенцијско работење, хотелско работење, учење преку работа,
соработката што е со самите објекти, ресторани, стекнување на таа компетенција што им треба на децата, затоа што теоријата ништо не е без праксата. Апсолутно така. А самата пракса, поготово во угостителството, нели? Самата пракса ги ослободува децата да стекнат навики на работа, рутина на работа. Покрај праксата што ја имаат во училиште, во самите објекти извршуваат практична настава, каде што се стекнуваат со разни навики во самите објекти, затоа што не мора да значи дека ако во едно полугодие оди во еден објект, после ќе иде во друг објект, за да ги стекне, за да стекне со повише компетенции и знаење и да биде што попрофесионален во своето извршување. Така. Сега многу ме интересира од средното угостителско училиште, споменавте повеќе смерови, вака да кажам, кои што ги има таму и кои што вие ги нудите како училиште. Учениците после тоа каде и кој е нивниот смер, што очекуваме од нив понатаму во текот на нивниот живот? Зашто се определуваат најмногу и сигурно дека се среќавате со ваши ученици кои што биле дел од угостителското училиште и што е она што тие ви го пренесуваат вам? Добар дел продолжуваат да студии кај нас, што е добар показател за туризмот, ама добар дел и почнуваат да работат. Самостојно, може би приватно бизнес? Па можат и самостојно, доколку нормално имаат средства да се отворат. Така. А добар дел и почнуваат каде што оделе на пракса, па остануваат и остануваат таму да си продолжуваат да си работат, односно се основаат работен однос и кариера сопствена. Така. Што не значи дека после некоја година не се враќаат на студиите за да продолжат со едукација и до образование, за да може да бидат уште по да кажеме елоквентни или по-добри за пазарот и за сопственото знаење. Затоа што угостителството мора да се учи цел живот. Да, вие го имате тоа искуство и тоа токму сакав и да ве прашам. Низ годините се стекнале толку многу големо искуство во угостителството. До каде сме ние според вас со угостителството, во кои рамки може да зборуваме за тоа кај нас во Македонија? Според вас како стручно лице, да кажам, е ви професор. Баш поради тоа директорот пред 3 години, 2,5 години, дојде до идеја, каде што заедно со тимот негов менаџерски основавме федерација, каде што мислевме дека ќе биде само на Балканот, ама прерасна во 11 држави и до сега комуникациите, односите и размените на професори што ги имаме, не заостануваме многу за другите држави. Тоа е одлично. Па дури можеме да се носиме со европските напредни држави, каде што е многу понапредно, да кажам, во што најмногу? Во приготвување, во послужување, во пречек, мада ние имаме еден подобар менталитет и нарав, да кажам. Понасмејани сме, потопли. Така е, потопли сме да примиме гости, погосто примиме. Затоа не бива. Така е. И затоа е топло препорачувам и кога ќе дојдат колегите од другите земји, професори пред се. Ваши колеги. Така, сакаат и викаат кога ќе дојдеме пак, многу убаво се чувствувам овдека и во самите објекти кај што соработувам и во училиштето, многу потопла атмосфера и многу поубаво е за предавање и децата вика се мирни и мирни. Тоа е одлична информација која што ја слушнавме. Сега, еви вие како директор може и да споменеме секако, мислам дека и повеќе за тоа сме, но затоа и за промоцијата на ова училиште што се нудите за оние идни генерации кои што сакаат да бидат дел од ова училиште, меѓутоа и за еден голем настан кој што ќе се случи токму во вашето училиште, па бројката е фрапантна, можам да кажам, 3000 на 3000 гости, министерства од разноразни други сектори, но повеќе за тоа ќе слушнеме сега од вас. Што подготвувате? Сабота е денот кога имаме надпревар на угостителскиот сектор од Скопје во училиштето. Повикани се институциите нормално. Моите колеги успеа да поминат 60 основни училишта во градот и да ги повикаат учениците од тие училишта и наставниот кадар да го посетат нашето училиште. Целта е приближување на училиштето до нив и запознавање со струките кои што училиштето да ги нуди. Бидејќи станува збор за уписна политика, јас сега би сакал да ги наведам и занимањата кои што ги имаме во училиштето. Значи, училиштето има можност за 3 годишно и 4 годишно образование.
Во 3-годишното образование спаѓаат струките готвачи, сладкари, пекари, месопреработувачи, келнери, додека во 4-годишното спаѓаат техничарски паралелки, значи тогаш се угостителски техничар, хотелско-ресторански, хотелско-агенцијски техничар и техничар за настани и анимации. Училиштето е единствено можеби во државата кое што овозможи редовен премин од 3-годишното во 4-годишното образование. Пред 2,5 години формиравме менториран клас, така го нарековме затоа што класот кој што од 3-годишното ги повлекува учениците за да одат во редовно образование со 4 години, се стекнуваат со 2 дипломи. Менториран е затоа што имаме ментор, односно класен раководител во училиштето и ментор на некои од факултетите каде што имаат можност да присуствуваат на некакви предавања или настани. Морам да кажам дека универзитетите покажаа голема несебичност во пружањето на се она што може да им се пружи на децата, на учениците од менторираниот клас, зашто ги вклучува и на нивни посети кога доаѓаа некои нивни гости кои стручен кадар и слично. За да создадеме професионален кадар од нив, така и да ви кажам искрено се подигна знаењето на учениците фрапантно многу. Ова што Никола пред малку го зборуваше, дополнителен е еден подем во наставата затоа што наши наставници одат држат настава во тие 11 држави, а наставниците од тие 11 држави доаѓаат во нашето училиште и држат во кратки периоди настава. Кратките периоди се од 2-3 до 7 дена. Учениците имаат можност да видат што се нивните другари во другите држави работат, бидејќи самиот наставник го пренесува знаењето. Да, тоа е одлична комуникација и размена на искуства. Кога ги споменувате 11 држави, барем неколку од нив може ли да споменеме, со кого најчесто и најмногу се соработува, да. Па, балканските држави секако, значи Србија, Босна, Хрватска, Словенија. Од западните имаме ли некои? Имаме, како да не, Франција, Италија, тука, Унгарија, до Азербејџан. Последната пријава е од Баку од Азербејџан. Тоа се различни искуства. Да, многу. Секој се Турција исто така, да речеме. Значи, имаме навистина 11 земји се 11 земји. Да, многу земји и многу искуства каде што заминуваат учениците, како што кажавте, и таму на да стекнат многу поголемо искуство. Меѓутоа, со оглед на тоа дека кажавме сите земји си имаат нешто свое кое што си го носат и како традиција, мора да признаеме со оглед на тоа нели секој си има различни и кујни, гостителството е на различен начин, како што кажавме, тие се воодушевени од нас како ние ги пречекуваме. Еве нашиви ученици од кого најмногу се воодушевени? Па, нема разлика. Нема разлика затоа што наставниот процес е наставен процес. Тие практично се приближуваат до наставата во тие училишта во другите држави, не толку до реалниот сектор. Макар што морам да кажам дека ние навистина не отстапуваме воопшто. Значи, никогаш не сме настапиле со некој доза на некоја предпазливост. Секогаш одиме слободно во таа комуникација со другите училишта. Сега скоро имавме професори од Белград кои што држаа настава во нашето училиште. Убав настан, убаво доживување, убаво искуство, а нашите професори беа исто така во Белград, Бања Лука, сега се подготвуваме за Опатија. Така да несомнено дека немаме никаков проблем со знаењето и со нивото на кое што настапуваме. Тоа е одлично. Нашите планови и програми се прилагодени на европските. Секогаш кога дошле други професори не нашле некаква замерка или идеја нешто дека треба да се промени, можеби во некакви струки и занимања. Кај нас е интересен, например, техничарот за настани и анимации, кој што во другите земји го нема. А тоа е, ајде да го појасниме овој смер? Па, тоа е смер кој што вообичаено треба да функционира во хотелите, во хотелската индустрија, што не ги заборава и рестораните. Тоа е човек кој што треба во рамки на еден угостителски објект да се погрижи околу сите организирани настани кои што се случуваат. Не смее да се приде да речам аматерски во организацијата на тие настани или пак да дојде нестручно лице на такво едно место и затоа
во дел од угостителските настане објекти, хаос. каде што се случуваат проблеми. Доколку не сме со школа, како што се вели, за се треба, така? Па вчера на конференцијата имавме едно интересно прашање, дали може да биде келнер секој? Ова со намера го кажувам сега, да. Може да биде, меѓутоа не е школуван, не е келнер кој што ги знае сите правила, прописи на однос и комуникација со гостите, правилата на послужување, системи на послужување. Има многу нешто. Цела наука е, да. Така, верувам. Така да, со намера го кажувам ова затоа што занимањето е такво кое што треба да се научи, а не да се стекне само преку пракса. Да, верувам, многу убаво ни објаснивте сето ова со внимание, ве слушам, а сигурно дека и сите оние кои што еве во своите домови сега и пројавуваат желба, зошто да не дечињата да ги запишат и во угостителското, затоа што некои пројавува, нели, доаѓаат таму со желба за да завршат угостителско училиште, па еве вашето искуство околу тоа, со оние деца кои што навистина сакаат да бидат дел од угостителството. Тие што сакаат деца што пројавуваат желби и се запишуваат, еве за келнер, пошто постојаме смерот да го објаснуваме, послужувач на храна може да биде секој на пијалуци. Келнер не може да биде секој, затоа што треба да има основа, треба да знае пристапот према гостите, пречекувањето, па се до испраќањето на гостите. Треба да го процени и анализира за многу кратко време зашто е гостино. Дали сака да пие кафе, дали е на службен ручек, на појадок и така натака. Кај нас во училиштето сите тие компетенции и знаења ги стекнува. Тука и психологија е во прашање. Психологијата е број 1. Да, како не? Затоа кажав, треба да го сканира за да кога имаме комуникација со луѓе, тоа така е. Дали доаѓа нервозен од дома зашто жена му не спремила ручек. Така е, во право. Или треба да се оправда па да ја почасти ручек. Исто така стекнуваат основни познавања за барменство, за фламбирање, послужување, повише начини на послужување, значи како што ги има во Па добро, и ние како гости можеме да забележиме кои се професионални келнери, а кои се онака приучени, да кажам, од страна, но некако брзо ни помина времето и јас мислам дека опфативме се што се однесува и за средното угостителско училиште. За крај, доколку нешто уште плюс треба да кажеме, слободно повелете. Повик до основните училишта, значи учениците, особено од 9-то деление, кои што не знаат за струките во угостителското училиште, да дојдат во сабота, да се запознаат со нашето училиште, со струките кои што ги нудиме, и тоа ќе биде најава една за... Во самото училиште, во сабота, така? Во самото училиште, од 10 до 14 часот. Значи, тоа ќе биде најава на следни настани кои што сега треба да се случат скоро до крај на мај месец. Во некој од објектите во градот ќе биде организирана подготвување најголема торта и таа ќе биде доделена на учениците од 9-то деление, најголема пица, па истото тоа. Значи, меѓутоа, ќе биде важен бројот на ученици од основните училишта, по училиште, колку ќе биде нивното присуство. Значи, за да најверојатно првиот ќе го добие и најголемиот колач па ќе види. Одлично од ваша страна и секоја ви чест за работата и за она што го пренесовме и на гледачите, каде што кажавте дека и дури од 11 држави немаме никакви забелешки што се однесува за вашата работа и продолжете и така понатаму. Само би сакала да ве прашам, имате ли ученици кои што ве служеле некаде? Да? И која оценка? Одлични. Така, да. Многу ви благодарам за учеството во нашата утринска програма и се гледаме повторно за нешто друго што ќе треба да најавиме. Исто така има покани до вас исто така. Благодарам многу. Сабота, Ви благодарам многу. Секако, искрен и тука ќе завршиме.